со премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Господин Груевски, кога го завршивме разговорот, ја ве прашав, викам, дали, бидејќи ја мислам дека све ве прашав во врска со овие преговори, ми рековте дека генерално тоа темите кои главните работи, да. Главните работи. Но кога го завршувавме разговорот при крај, кога ве подпрашувам што понатаму, што како во овоја пат позиција, може ли Македонија да се развива? Овде се наметнуваат веќе економските прашања. Оно што мене ми е како прашалник, а вие сте економиста и би требало вие повеќе да одговарате на ова, одошто да го викам министерот за финансии, иако е негов ресор, секако не малку помалку стручен од вас, но ме интересира една работа. Ние 2 години поред вадиме исклучително обемен буџет и задолжувањето на Македонија е се поголемо и поголемо. Има економисти, кој од политички, кој од економски ставови, кои велат дека тоа може да ја загрози макроекономската структура во Македонија, дека задолжувањето на Македонија станува и структуриран веќе проблем и дека може да ја доведе самата земја во опасност, не знам, пред банкрот, тоа пред задолжување, обврзниците и така натаму. Ова ви се теми што ви ги нафрлам, ми треба едно ваше пошироко. Секако тука и согледување. Зошто толку обемен буџет? Не можевме ли да направиме, да го растаретиме стопанството од сите тие? Со тој обемен буџет ние едноставно стопанството го задолжуваме, кое па е во криза. Благодарам, Јанко, за прашањето. Значи, ние сме држава која што спаѓа во групата на ниско задолжени држави. Има рангирања, ниско, средно и високо задолжени. Нашиот надворешен долг е некаде околу 27% од бруто домашниот производ, се вкупниот е околу 30 и неколку проценти, 33-34, и со тоа спаѓаш во група на ниско задолжени. Ние бевме во група на средно задолжени, но ќе подсетам дека на почетокот на нашиот мандат во првите 2 години владата донесе одлука да врати огромен дел од долговите превреме. И ние околу 20% од надворешниот долг го вративме предвреме во 2007-та и делумно во 2008-та. И бевте критикувани заради тоа? Бев многу критикуван. Заради тоа зашто сме ги вратиле долговите, па тие биле, не знам, со ниски камати, па вака било, па така било, па не ни требало тоа. Ние целосно се раздолживме кон ММФ. Целосно се раздолживме кон Париски клуб. Делумно се раздолживме кон Светска банка и делумно кон уште неколку други институции кои што нема позајмено пари. Така што ние создававме еден огромен простор да можеме понатаму за одредени проекти важни за државата или за ветувањата, програмата што сме направиле пред граѓаните, да можеме и за нешто да позајмеме и да вратиме. Така што сите оние кои што обвинуваат дека државата е презадолжена, можам слободно да кажам дека државата влегува во групата на држави ниско задолжени. За споредба ќе кажам дека еве Хрватска има, она што го кажав јас, дека ние имаме надворешен долг 27%, Хрватска има над 90%, можеби сега веќе и на 100%. За Грција да не збориме, таа е во исклучително тешка ситуација. Што се однесува до врзниците, износот кој што го земавме како евроврзница е релативно низок износ и износ кој што во никој случај не може ништо да загрози. До неодамна голем дел од тие средства воопшто не беа ни почнати да се трошат, но во тој момент не беа потребни за секој случај да не дојде и до ситуација или полоша, па и психолошки на крајот на краиштата си имаше своје влијание. Така што ситуацијата е сосема различна. За следната година, значи, уште еднаш да повторам, ние сме во групата на ниско задолжени држави и не е точно дека имаме некаков обемен буџет. Ние имаме дефицит оваа година 2,8%. За следната проектираме 2,5% дефицит од бруто домашниот производ. За споредба, оваа година повеќето држави во Европа и во светот имаат дефицит поголем од 4-5%. 6, 7, 8. Грција дури има 12,5% дефицит. Словенија повеќе, значи не знам, 4-5%. Не ги знам сега, немам листата на сите, но најголемиот дел и од обкружувањето и од Европа отидоа со многу поголем дефицит за да може да ја пребродат оваа тешка економска година. Ние отидовме само со 2,8% дефицит. Што значи сме во групата на земји кои што направиле помало задолжување во оваа тешка година.
Друго е вака што ќе слушате вие од разни луѓе кои што сакаат да не нападнат или нешто слично. Но нека најдат држави во Европа, да видиме колку држави имале 2,8% дефицит оваа година или помалку од 2,8%. Па ќе видите дека имаат посилни економии, можат да ги дампираат тие толку задолжувања. Македонија со својата економија Нема, ние сме во групата на ниско задолжени. Не е така. Не спорам дали сме ниско задолжени или не. Ние споредбено спрема нашата економија, нашето стопанство кој е прилично слабо, кој е прилично во лоша состојба. Во тоа мислам, или може би не се согласувате. Има и во полоша многу состојба, ако така гледам. Релативно е кој во каква состојба. Ја можам да изведам примери кај што има во полоша состојба, многу позадолжени и со многу поголеми дефицити оваа година. Второ, следната година одиме со 2,5%. ММФ неодамна излезе и кажа дека Република Македонија води добра и избалансирана фискална политика. Тоа го кажа и за оваа година што е во тек, и за проекцијата за следната година. Значи, тука паѓаат сите оние во вода обвинувања дека не знам имаме преобемен буџет, дека многу се троши и така натаму. ММФ доаѓа, еве, нели има некоја дореба во ММФ дека дава добри проценки. Пред месец-два ММФ објави дека се задоволни од тоа како гледаат, како ги вршиме расходите и како го проектираме буџетот во однос на дефицитот. Веќе дефицитот покажува колку повеќе трошиш од колку што имаш. Сега ќе ви кажам. Од колку што имаш реални приходи кои што не се од позајмување. Ризиците за макроекономската стабилност. Вака ги најдов овие податоци. Особено и опозицијата со кој ве напаѓа. Прво, ММФ објави дека за 2009 година предвидува пад на македонската економија помеѓу 1 и 1,5%. Тоа е една работа. Во 2009 година падот ќе биде најмалку двојно поголем од оној што го предвиде владата од 0,6%, значи прогнозите на ММФ се исти и како прогнозите што ги даде СДСМ. И уште ова, владата останува бидејќи според ова останува со своите нереални проекции за 2009 година. Така. Имаше такви обвинувања, се согласувам. Само да спомнам дека следниот буџет што го презентиравме сега во парламентот и што брзо треба да се усвои. Во него капиталните расходи ги зголемивме за 16%, а тие се најкорисните расходи и тие најмногу влијаат врз економијата. Додека расходите кои што се помалку продуктивни од типот на телефони, патување и слично се скратени за 10%. Тоа за еден буџет, во еден буџет промена е многу. Конкретно на вашето прашање за проекциите на ММФ. ММФ одеше со проекција пред 6 месеци дека оваа година ќе имаме пат од 2,5%. Владата кажа дека нема да биде така тоа. И излеговме со друга проекција. Сега, неодамна, пред 2-3 месеци ММФ ја ревидираше својата проекција и се доближи до нашата од минус 0,6 и кажа дека ќе биде меѓу 1 и 1,5. Значи, од 2,5 тие веќе дојдоа на околу 1%. На крајот ќе видиме која ќе биде точна проекција. Народна банка на Македонија беше поблиску до проекциите на ММФ, отколку до проекциите на владата. Но веќе самата ММФ е доближена до проекцијата на владата. Така што треба некогаш да се исчекаат работите и точно да се проверат за да се знае како е. Ние имаме едно од најмалите задолжувања во Европа во текот на оваа кризна година. Ние влегуваме во групата на земји кои што се ниско задолжени и ние имаме буџет и фискална политика, значи фискално-монетарна политика севкупно, за која што ММФ јавно кажа дека е избалансирана. Па сега, ја не знам со кој лице ќе излезе некој ќе каже дека имаме преголеми трошоци, дека многу се троши, растурџиски и така натаму. Моравте да го кратите буџетот. Единствено, само ќе се вратиме на тоа. Единствено може да спориме околу приоритетите. Дали на некој му е приоритет да се инвестира во ова или во тоа. И тоа е веќе работа на политики. Една влада има политики да инвестира во тоа и тоа, друга влада да инвестира во нешто друго. Меѓутоа, укажувањата дека е растурџиски, преголем, многу се троши и така натаму, најдобар демант на нив беше извештајот на ММФ во кој што кажа дека владата води избалансирани фискални политики и дека има умерен буџетски дефицит, особено во оваа година. И конечно ќе потсетам дека според критериумите на Европска унија, дефицитот во Европска унија, државите што се во Европска унија не треба да имаат повисок дефицит од 3%. Оваа година тие дозволија и нешто повеќе затоа што е кризна. Инаку во некризни години сметаа дека до 3% дефицит се смета за нешто што е во рамките на нормалното и во рамките на нешто што не би го спорале тие. Ние и во оваа кризна година имаме помалку од 3.
Господин Груевски.